Почитувани гледачи, добро утро, да дојдовте во уште едно издание на утринската програма Нов ден. Се надам дека ќе го задржиме вашето внимание, а имаме и повод за тоа, имаме интересни гости. Денеска во нашето студио се членовите на културно-уметничкото друштво Српски вес, до мене господинот Далибор Китановиќ, претседател на друштвото, Елена Максимовиќ, членка, и Братислав Максимовиќ, исто така член на културно-уметничкото друштво Српски вес. Добро дојдовте и се надам дека ово утро не ви го пореметивме денот што дојдовте толку рано во К3 телевизија. Добро утро и на вас. Ви благодарам за поканата. Вака сега ќе тренеме од претседателот, господин Китановиќ. Зошто името Српски вес, од каде поривот за такво име и што всушност символизира тоа име и како испраќате порака до младите генерации и други посебни акценти од вашето друштво? Вака, членовите на српската заедница во Куманово долги години мечтаат, имаат идеја, визија да формираме вакво културно-уметничко друштво, да формираме културно-уметничко друштво во градот. Така да ова година, мислам минатата година, созреа условите да направиме, да оформиме културно-уметничко друштво. Имаше повеќе идеи за името на културно-уметничко друштво, така да во потесен избор влегоа ова Култ Српски вес и Свилен конац. Меѓутоа, повеќето беа за Српски вес, така го избравме називот Српски вес, бидејќи е доста автентичен. Бидејќи ние како културно-уметничко друштво го представуваме српскиот фолклор, српската традиција, српските народни игри и песни, самата српска историја, затоа се одлучиме името да биде Српски вес. За всушност, кои беа главните иницијатори за оваа работа? Кој ти помогна да го реализираш овој проект? Морам да кажам дека овој проект не е мој, значи не е само не е мој. Реномираните членови на српската заедница долги години кажав дека мечтаат, мислам, имаат идеја и сака да направат културно-уметничко друштво. Сакавме сите заедно да направиме, меѓутоа главниот и идеен творец на Српски вес, морам да кажам дека е Горан Стојковиќ. Тој е првиот член, тој ги потегне конците, тој ја направи првата организација, првите чекори, и тој е првиот претседател на нашето културно-уметничко друштво. За жал, значи на огромна жалост, ова година го загубивме Горан Стојковиќ, така да јас као еден од помладите во српската заедница ми ја доверија таа незахвална улога, така да ние сега полека, чекор по чекор идеме по неговите стапки и сакаме да го унапредиме и да го подобриме нашето културно-уметничко друштво. Добро, сега конкретно колку членови има во друштвото, како на кој начин работите, каква е целокупната организација и шема на вашето друштво? Знаете како, ние почнавме многу стремежливо и многу пополек. Така мислеме дека ќе биде, мислам, беше тешко, беше неизвестно. На почеток имаме многу мал одзив. Постоиме помалку од 2 години, значи ова година ќе ни биде втора година како постоиме. Се формираме на 25 септември 2013 година. Тогаш претседател беше Горан Стојковиќ, јас бев во извршниот одбор. Имавме само една група, имавме околу 10 до 20 членови. Меѓутоа, како одеа месеците, полека, така се повеќе се ширивме, се повеќе бевме поорганизирани, се повеќе стекнавме искуство како се работи со едно културно-уметничко друштво. Така да сега имаме преку 90 членови во нашето културно-уметничко друштво во Куманово. Значи во Култ Српски вес бројат преку 90 члена. Имаме 2 групи. Имаме една помала група, тоа се деца до 14-15 години, и имаме голема група, возрастна група, кој е првиот ансамбл до 27 годишна возраст. Меѓутоа интересно е дека ние сме можеби првото културно-уметничко друштво кој има свој огранок. Така да успеавме оваа година, добивме еден проект од страна на Советот на Европа со помош на Агенцијата за островување на правата на заедниците, заедно со директорката госпоѓа Весна Бабиќ Петровски, која да искористам прилика да ја поздравам. Значи, благодарение на тој проект ние отворивме работилница во Старо Нагоричане и отвориме подружница. Значи таму имаме преку 100 деца, на последната проба верували или не, беа 108 млади деца во Старо Нагоричане, и тоа не беа само од селото Старо Нагоричане, туку и од околните села, како што се Алгуња, Татариновац, Драгоманце, Пелинце, Никулјане, тука си од некои од Младо Нагоричане, од малите во Младо Нагоричане, така да од сите страни од селото доаѓаат значи пробите се во Старо Нагоричане, во општината, во младинскиот центар, тамошен, исто да искористам приликава да го поздравам и градоначалникот наш, господин Милан Стојковски, кој ни ја ослободи
го слободи просторот центарот за младите во Старана Гориче каде што имаме пробите. Пробите каде што се одвиваат. Ево тука се и членовите представници Да. на друштво, тука е Елена Максимовиќ и Братислав Нековиќ. Од каде мотивите да се засените во ова друштво? Што е потикна на тоа? Па најпрви не потикна ситуацијата која моментално е кај сите млади. Се повеќе се забораваат културните вредности и се помалку се обрнува внимание на тие традиционални културни вредности, откако бевме информирани дека постои иницијатива за формирање на ново културно-уметничко друштво, нешто што е ново во градот. Веднаш со заинтересираност ја прифативме идејата и од почетокот сме членови на оваа друштво. Така да на почетокот бевме во многу помал број и малку потешко ги остварувавме пробите, бидејќи најпрвен пробите ни се одржуваа во Соколана. Знаеме дека таму не постојат доволно услови за да имаме професионални проби, но со текот на времето како се зголемуваше бројот, како станувавме се повеќе, така и благодарение на раководството, кога виде дека постои заинтересираност кај нас, ни најдоа друга просторија, така да сега ги одржуваме пробите во културниот дом. Имаме 3 пати неделно проби и што е најинтересно со оглед на тоа дека кај големата група голем број од членовите се веќе возрастни членови кои што имаат своји обврски, но секогаш имаме мнозинство, значи голем број на присутност на пробите и со тоа овозможуваме се подобро и подобро да ги спремаме кореографиите. Во каде објасниме нашите гледачи на мала илустрација, што не го вежбате на тие проби? На тие проби, значи ги вежбаме нашите стари традиционални српски ора. Сега во поновите кореографии кои сега ги спремаме, веќе постојат кумановски ора и на македонски, но веќе го продавме оној традиционален и специфичен дел од Србија, како што е шумадиското коло, кое што е мощно познато и со кое се одликува српската култура. Потоа косовско коло. Сега ја спремивме всушност кореографијата за пчински игри, а сега во најновите проби го учиме кумановското поле. Братислав, како оди работава? Гледам дека ти си задоволен со систем на Кут Српски вес. Па, како јас сум предзадоволен што сум член на Кут Српски вес, што пробите во Кут Српскиот вес се одвиваат многу мощно, многу добро. Што децата се презадоволни и тоа благодарение на управата и благодарение на нашиот кореограф Маријан Бошковски, што е многу учителен за нас, многу значаен, што е многу представителен за децата и знае како треба да работи со децата. Да кажеме Маријан Бошковски, тој е Маки, популарниот од Куманово. Куманово, единствениот. Поверете. И како што кажа Елена, за да играш во Кут Српски вес, треба да како да кажам, да играш со емоција. За да играш треба да има нешто во тебе што те привлекува за таа игра. Да, веројатно имате и многу патувано вие на разни натпреварувања. Можете да ни кажете некои вака ти и Елена некои анегдоти кога сте патувале во странство, како сте се презентирале? На некој начин сте имале шанса да ги докажете вашите квалитети? Па вака јас тоа, пошто немам многу патувано, би го препуштил на Елена, зашто таа е веќе подолго време во Кут Српски вес од мене. Ја мислам дека таа може повеќе нешто да објасни од мене. Ајде на повеќе објасни На почетокот нашите настави се одвиваа на локално ниво, се разбира додека да стекнеме еден вид на искуство и тие настани во поголем број беа презентирани од страна на српската заедница, но за прв пат минатата година летото заминавме во Србија на Власинско езеро, каде што присуствуваа културно-уметнички друштва од различни држави, како од Бугарија, од Србија, и таму бевме воодушевени со начинот на кој што бевме прифатени, но исто така и мило ни беше што и од другата страна постоеше задоволство, бидејќи се покажавме во доста добро светло. Потоа исто така настапувавме во Босилеград, каде што имавме дводневен настап, значи во 2 дена, и таму интересно беше што имаше гости од Бугарија со кои се здруживме, искомунициравме, со кои споделивме разни искуства, па дури разговаравме за можност да ни презентираат дел од своите кореографии, да извршиме една размена.
Потоа исто така и присуствувавме на различни настани организирани од Агенцијата за остварување на правата на заедниците во Скопје, каде што исто така имавме настав сите помали етнички заедници во Македонија. И таму бевме прифатени со воодушување, барем можевме да забележиме дека по аплаузот бевме најдобро прифатени. Исто така и ова година имавме настав во Белград, во Крушинтол, каде што присуствува различни културно-уметнички друштва кои играат српски ора, но се од бившиот дел на Југославија. Значи сега тие се распоредени с различни бивши држави на Југославија. И тука бевме прифатени со воодушевување да подоцна слушнеме дека многу имаме допаднато на сите кои го имаат гледано, таа манифестација. Председател, гледам дека многу сте активни, патувате, нон-стоп, нема одмор. Како на некој начин со финансии се справувате? Како да ви кажам, значи во овие услови, во денешни услови тешко е. Тешко е секоја оваква непрофитабилна организација. Морам да помнам дека ние сме непрофитабилна организација. За сега уште немаме ни чланарин во нашето друштво, меѓутоа доста работиме на полето на правење проекти и аплицирање, значи дали во странските амбасади, во нашите институции македонски или во нашата матична држава, значи во Србија. За сега успеаваме добро да се снаоѓаме на тоа поле, кога станува збор за економските, мислам за финансиските средства. Морам да се заблагодарам исто така на Министерството за култура на Македонија која ни одобри два проекта до сега. Исто така Канцеларијата за дијаспора во Белград, одно пронешто Министерство за дијаспора и Министерство за култура, значи во Белград од Србија, тие ни исто така одобрија два проекта со чии пари ги сошиме нашите први носи. Значи ако сакате да имате едно културно-уметничко друштво, ако сакате да го формирате традицијата, културното наследство, да ја историјата, морате да имате носи. Значи ако сакате да се представите некаде надвор и било каде, тука во Куманово, во Македонија или надвор, мораме да имаме носи. Затоа успеавме да сошиме наши лични носи. Тоа се носиите од шумадинскиот крај, шумадински носи, и сега последните носи ги сошиме ова година, тоа се носиите од Кумановскиот крај помеѓу два светска рата, значи тоа се мотивите помеѓу двата светски ратови. Додека ги сошиме сами немавме носи, земавме од културно-уметничко друштво Танец од Скопје, значи исто така да се заблагодарам на нив. Така да за сега имаме два пара носи, имаме тие позајмените, значи се уште ги користиме, бидејќи сме многу. Значи ние направивме два пара носи, имаме 24 комплета, а имаме заедно со Старонагоричани имаме преку 200 деца во самиот кут. Во суштина многу интересно што ние не застанавме, значи со овие две носи што ги имаме. На почетокот напоменав дека формиравме една работилница во општина Старонагоричани, значи добивме проектот од страна на Советот на Европа со помош на Агенција за остварување на правата на заедниците во партнерство со општината Старонагоричани. Таму отворивме работилница каде што набавивме два разбоја, две машини, исто набавивме пегли, набавивме материјали како што се предива, конци, така натаму. Вклучивме еден експерт кој е магистар по модерно ткање и одврање, господин Миодраг Ангелковиќ. Тој е обучувач во работилницата во Старонагоричани, каде што работат моментално 4 жени кои изработуваат носи. Значи тоа е многу интересно. Тие изработуваат, имаме договорено да изработат некаде близу 40 носи и од различни мотиви не само на Србија, туку и на Македонија. Така да за сега сме во изработка на шумадинските носки и носите од пчиња, и последната фаза ни изработка од носи од македонскиот крај. Како е вашата соработка со културно-уметничките друштва во Македонија? Веројатно таа размена може да ви користи многу во вашиот понатамошен развој, стекнување на нови искуства и знаења. Така е, значи мораме да имаме соработка со други друштва, да видиме како тие работат, за да можеме да го тоа пренесеме или обработиме на наш начин во нашето друштво. Бидејќи реков, ние сме едно младо друштво кое успеа за 2 години да направи бум, значи така велат сите, значи тоа не е само моје мислење, или мислењето на нашите игрорци
и на едно убаво освежување во Куманово, бидејќи Куманово малтене заостанато во тој поглед културниот развој. Имаме исклучителна соработка со културно-уметничко друштво Срма од Куманово. Значи неговиот председател Маријан Башковски, кој е наш кореограф. Значи таа соработка на едно убаво високо ниво. Имаме исто така соработка со културно-уметничко друштво Танец од Скопје, кои ни добавуваат носи. За сега имаме и мораме да се пофалиме, тоа се случи пред 2 недели во Белград, бевме во општина Земун, каде што за прв пат нашето културно-уметничко друштво подпиша официјален меморандум за соработка. Културно-уметничко друштво Бранко Радичевиќ од Земун, тоа е културно-уметничко друштво кое ова година прослави 94 години од своето постоење. Меморандумот го засновавме на соработка во насоки на разменување на кореографии, во насока на разменување на ансамбли, во насока разменување на носи, во насока заеднички настап на концерти. И многу е важно што сега моментално изработуваме еден акцион план заедно со културно-уметничко друштво Бранко Радичевиќ од Земун. Во акционот план ќе стои надмошната соработка за 2 година, за 2 што треба се да реализираме заедно. Така да полека идеме и на тоа поле на соработка со повеќе културно-уметнички друштва. Јас предлагам да речите да колку ги имаме тие снимки, малку додека разговараме течат инсертите. Ме интересира еден податок. Колку е стар најмалиот член во вашето друштво? Од колку до колку години? Знаете како ние имаме, така да ви кажам, некои сладки маки се велат кај нас, бидејќи ни доаѓаат и деца од 3 години. Пошто кажа само Елена кажа дека на годишниот концерт се убаво представивме на Свети Сава во Куманово, се убаво представивме, така да одекна тоа во Куманово и потоа ни дојде прилив на нови членови, а посебно од таа млада најмала генерација. Меѓутоа не можеме да примеме толку мали 3-4 години, така да една оптимална возраст на детето е на најмалиот е 5 до 6 години. А најстариот? Најстариот како е? Најстариот 28 години. Да, 28 години. Тоа е за Куманово, додека во Старо Нагоричине имаме повеќе, имаме помлади, значи од 100 деца таму, мислам дека се 60-70 се од 5 до помали, од 5 до 10 години. Не може да ми објасниш како изгледа еден работен, да го кажеме така, тренинг на вашето културно-уметничко друштво, малку во спортски жаргон? Најпрвен, кога ќе се собереме на пробата, оди со едно мало загревање, за да можеме да се вратиме во кондиција, а потоцна почнуваме со сите тие со одреден дел, зависи во кој период се наоѓаме, со одреден дел кореографии да ги вежбаме. Може да се случи најпрвен да ги повториме неколку стари кореографии за да не ги заборавиме. Мора да го играваме. Да. Поголеми пола од пробата ги повторуваме старите, додека другиот дел од пробата учиме нова кореографија. Најпрвен кореографот ни покажува чекорите кои треба да ги научиме, потоцна ги вежбаме, така да пробите траат околу час и пол, ако постои потреба може и 2 часа. Братислав, веројатно задачава не е лесна, меѓутоа мора да се изработи. Да, задачава не најмалку не е лесна, али со многу волја и труд се постигнува. Председателе, вака една кратка рекапитулација, рековте 2 години постоите, каде би се сместили вашите канцеларии, каде можат заинтересираните родители да дојдат да ги донесат своите деца, па и други кои сакаат да членуваат во вашето друштво? Па да, кажа и Елена на почетокот дека најголем проблем не е местото. Значи лимитирани сме во Куманово. Преговарате ли да земете некоја локација? Па на почетокот бевме во Соколанскиот дом, меѓутоа условите не беа добри, па направивме напори да се префрлиме во Центарот за култура. Моментално немаме своја канцеларија, ги користиме канцелариите на Српската заедница во Куманово. Правиме напори да се сместиме во Центарот за култура, меѓутоа ќе видиме, идеме чекор по чекор, да не брзаме. Затоа ги повикувам и ние моментално сега сме во суштина на годишен одмор и на распуст, така да повеќето децата напорно вежбаат во текот на целата година, така да еден месец во година секогаш практицираме да бидат на одмор, да се прошетат, да се одморат. Ги повикувам родителите, започнуваме од 15 август, кога ќе бидат и од 15 август до 1 септември, али ги повикувам родителите од 15 август започнуваат новите приеми.
Значи може да дојдат во салата Кубус во Центарот за култура Треко Прокопиев и во канцеларијата на Српската заедница и сега и нашата канцеларија во Порничниот комитет на прв спрат. Евидентно е дека имате добра соработка за Центарот за култура во Куманово. Да, имаме извонредна соработка. Затоа исто така да искористам прилика да се благодарам на Роберт, на директорот на Центарот за култура, кој несебично во соработка со самото Министерство за култура ни го отстапи од просторот. Таму имаме, значи, 3 пати неделно проби. Секогаш кога ќе имаме настап или кога ќе направиме концерт годишен, исто така ни го ослободуваат просторот, мислам големата сала заедно со бината, во тој поглед имаме добра соработка, да. Исто така да споменеме дека во ова 2015 година во првите 5-6 месеци бевте доста активни. Може да ни наведете вака позначени настапи кај што сте били? Па да, во ова година беше баш возбудлива и напорна. Самиот почеток, секогаш почетокот на година ни започнува со настап на Светосавската академија. Не знам, добро знаете дека национален празник на србите во Македонија е Свети Сава. Значи тоа е школска слава и првиот патријарх српски. Да настапивме во театар во Куманово. Значи тоа ни беше првиот настап ова година, понатаму се ниже настапи низ републиката и во Србија. Малата група на наша од овие деца до 14 години настапија во Скопје во Долно Лисиче на меѓународниот фестивал Света Петка, го нарекоа тие. Понатаму големата група успеавме да обезбедиме, добивме званична покана од Зајачар за време на Ѓурѓев ден, така се нарекува и тој таа манифестација, Ѓурѓевдански сабор. Таму настапивме, успеавме исто така да настапиме во Нови Сад на Фрушка гора. Местото се вика Крушидолскиот манастир. Тоа се вика Крушидолска звона, која се традиционално држава по 15 пат. Морам да се пофалам дека имаше 34-35 културно-уметнички друштва. Ние добивме можеби еден од најголемите аплаузи и воодушевување на тамошната публика. Морам исто така да кажам, една од позначените наши активности ова година беше во Старона Горичина повторно. Тоа е наша општина каде што заедно со градоначалникот имаме добра соработка, организиравме Ѓурѓевдански собор. Тоа беше на 5 мај ова година. Не знам, сигурно сте да се зволам до вашата телевизија која секогаш не прати секаде, така за тоа ви сме благодарни. На тамошната манифестација која го организираше Српски вес заедно со општина Старона Горичане имаше преку 2 до 3.000 посетители. Имавме и гости од Република Србија, тоа се културно-уметничко друштво од Бор Рудна глава, тука беше и културно-уметничко друштво Карпош и ние како носители на манифестацијата, каде што првпат се представи и децата од Старона Горичане. Не разбирате, ние почнавме таму од март, некаде средината на март. Нивниот прв настап беше на самата манифестација, каде што свечено беше пуштање, мислам, на плоштадот во Старона Горичане. И цело беше интересно, бидејќи малите деца од Старона Горичане во суштина таму немаат некои активности, немаат некој културен живот, немаат некои големи дешавања, ме разбира, тоа беше одушевување кај нив. И затоа јас како председател, тука се и членовите, тоа ти дава енергија, тоа ти дава волја, тоа ти дава елан да продолжиш кога ќе дојдеш и на самите проби, а посебно на вакви големи манифестации каде што децата се насмејани, весели, разиграни, секогаш се редовни на пробите. Тоа е неважно. Па тоа секогаш се редовни на пробите и тоа ти дава волја да продолжиш понатаму во овие тешки времења кога финансиите се секогаш проблем, да успееме да обезбедиме финансии, да обезбедиме носи, да обезбедиме настапи, да ја подигнеме таа културна свест, не само и во Старона Горичина, во Куман, посебно во Куманово, на едно повисоко ниво, да успееме да ја задржиме нашата традиција, тоа што нашите предци се мачеле да опстанат на овие простори во тие тешки времења, да успееме тоа некако да го доловиме и да го презентираме на граѓаните. Мислам, ние во суштина база на активностите и на целите во друштвото ни српскиот фолклор. Меѓутоа тука се и кумановскиот фолклор, тука има сега наредната
кореографија што ќе ја спремаме ќе биде од македонскиот крај, така да со некој шаренило да се и ние презентираме, да го презентираме и нашиот град. Знаете како е кога отидовме сега на последната манифестација во Крушидол, кога кажа има представници од Куманово, Република Македонија, во суштина ние сме репрезенти на нашата држава, на нашиот град, на кумановчани, бидејќи Куманово е познато по добар фолклор, по добра музика, по богата историја. Така да ова е една благородна работа која што работиме, непрофитабилна, меѓутоа сакаме да презентираме нешто убаво, нешто старо, меѓутоа кое сакаме да заживее и понатаму. Председателот наведе еден куп активности, може да ни издвоите вака позначени кои на вас ви ставили печаток од почетокот на ова година па заклучно до јули месец? Па најголем впечаток ни остави, значи, минатата година кога ни беше прв настап, исто на Светосавската академија во театар, тогаш за прв пат настапивме. Имаше ли трема или не? Па секако дека имаше трема, бидејќи на поголемиот дел им беше прв настап, но супер ја представивме нашата прва изведа Шумадија. Исто така во Србија кога бевме, првото излегување од државата, представување на страна, како ќе бидеме прифатени, тоа ни остана во сеќавање и во многу големо сеќавање ни е годишниот концерт од минатата година кој се одржа во октомври. Тогаш бевме изненадени од посетеноста, беше преполна салата, во културниот дом беше одржан концертот, каде што се представивме со неколку ора и ние и малите членови на културно-уметничкото друштво, имавме и гости од Србија. Тоа ни е во најголемо сеќавање, бидејќи беше наш личен концерт, наш личен печат, каде што го представивме сето она што го научивме, а воедно и се представивме и докажавме дека озбилно работиме, дека сме редовни и дека на оние проби кои што идеме го представиме во најдобро светло. Прачувство и ти веројатно имаш некои твои впечатоци. Иако не си патувал многу меѓу луѓе, сепак може да ни кажеш некои детали. Па да, како што кажа, како што ги наброја тие поголемиот дел, така да што мене ми остави впечаток најповеќе ова што певме во Крушев дол, што изигравме меѓу последните и што кажа Далибор, оставивме најдобар впечаток по моје мислење, да не претерам, околу 3 минути сме имале аплауз. Што е тоа за нас многу значено. Потоа, по завршетокот, додека се средивме, не честита, не среќава, имавме еден куп слики. Тоа е едноставно, човек треба да го доживее, да знае како е. Да се навратам на Нагорично, за Старо Нагорично, Далибор нешто пропушти, заборави да најави дека сега на 7 август за Света Петка извршуваме промоција на новите мали носии што треба да ги прикажеме и кој може нека повели да види да видат што знаат малите од Нагоричани, што научиле за многу краток период. Добре, предлагам сега малку да направиме овде еден мал стоп со една музичка номера, па ќе продолжиме понатаму. Може. Svira
е по прекрасна музичка номера, се враќаме назад во студиото со нашите гости. Елена, и ти беше дел од овој проект. Може да ни кажеш како водеше работа околу целата ова снимање на овој цел спот? Да, ние како членови на Српски вес бевме поканети да учествуваме во спотот заедно со културно-уметничкото друштво Срма. Цел ден учествувавме во припремата на спотот. Заедно со групата Милениум. Да, заедно со групата Милениум и остваривме успешна соработка. Тоа беше за нас едно плюс искуство да се појавиме пред камери во едно професионално издание. Председатели, вие веројатно сте горди што една ваша странка учествуваше во овој Три интересен бевме. проект. Не, беше една. Тројца? Да. Добро. Да ги спомним и другите кои вие? Да, Јована Китановиќ и Александра Димитриевска. Што значи ова за вас? Плюс искуство? Па едно големо искуство и благодарам на поканата и во моје име. Сите беа воодушевени и сака да видат како се работи на тоа поле, така да супер беше за почеток да. Добро, ние направиме сега на паралела на првиот до од годината активностите. Да. Сега доаѓа од август, што би се рекло во трета, четврта брзина. Повторно многу работа, многу активности, па еве да ги издвоиме позначајните до крајот на годината. Да, сега малку сме во лер до 15 август. 15 август стартуваме си со пробите, стартуваме со новите уписи, стартуваме со плановите што ги имаме да ги реализираме до крајот на годината, имаме планови. Една од првите активности што ни следувате, гостување имаме во Врање, таму е меѓународен фестивал. Во суштина тамошното културно-уметничко друштво Севдах, кој е градско друштво, како нашето Панче беше во Куманово. Севдах од Врање, кој ќе обележува ова година 50 години од своето постоење. Таму ќе бидеме гости целодневни, ќе настапиме со 2 кореографии, неколку номери. Јас се извинувам, ги заборавив нашата пејачка секција. Тога се Гордана Кузмановска и Дијан Петковски, кои се грижат. Мислам, треба нив да ги споменеме така. Секако треба да ги споменеме, ти увек тој шмек го дават на почетокот, ми секогаш пред самиот прв наш настап, на некаде на страна или тука во Македонија, настапува Гордана или Дијан. Тие ја зачарат публиката, така да ние ја понатаму ја воодушевуваме. Исто така да кажем, да го заповедам на Горан Зафировиќ, нашиот програмски директор, кој е и председател на нашето кој го води оркестарот на Култ Српски вес. Имаме 3 хармоники, имаме кларинет, 2 кларинета, имаме тапан, имаме гитара, значи сега сме во преговори да обезбедиме контрабас и виолина. Да продолжам, после Врање, значи ни очекува една голема и напорна работа, каде што во октомври, средината на октомври ќе го обележиме вториот година од нашето постоење. Организираме повторно годишен концерт, втор поред, во Центарот за култура повторно Трајко Прокопиев. Очекуваме полно луѓе, само Елена кажа, од претната година беше преполночко ми ова година, затоа сакам уште еднаш да ги повикам граѓаните да се представиме на нашата публика, значи ги повикувам сите не само граѓаните од српската националност, него и од македонската и од другите, бидејќи самата култура, фолклорот, целта е поврзување на луѓето, поврзувањето на различните култури, различните сваќања. И имаме предвидена посебна програма за годишниот концерт. Имаме најава на неколку културно-уметнички друштва кои ќе ни гостуваат. Како што е, забравив да кажем исто и културно-уметничко друштво Грачаница од Косово, кој е професионален ансамбл, имаме исклучително добра соработка. Тие ни беа минатата година, можеби ќе дојдат и ова година. Доаѓа културно-уметничко друштво Бранко Радичевиќ од Белград. На самата програма ќе настапи и целокупниот ансамбл наш, значи сите деца од Старо Нагоричане, двете групи од Куманово децата и првиот ансамбл ќе настапиме со 4-5 кореографии, ќе имаме специјални музички гости, тука е Гордана и Дејан да отпеат неколку номери. По завршувањето на самиот концерт имаме уште една најава за настап, тоа е заедно со културно-уметничко друштво Бранко Радичевиќ од Белград. Имаме договорено заедничко патување во Европа. Ова е као една најава. Тоа ќе биде како послатица за крајот на годината. И ви паѓа се ова тешко, многу работа, меѓутоа гледам дека сте упорни и ќе успеете да го друштвото развиете се повеќе и повеќе. Па како да кажем, значи напорно и тешко е, посебно уште еднаш ќе кажам во овие услови каде сте во држава
и малцинство, и помала етничка заедница, да знаете и финанси, да знаете простор, да ги повикат и другите луѓе од другите заедници. Тука и не играат само Срби, играат и македонци. Во суштина тоа е фолклорот, тоа е суштината на самиот фолклор, меѓутоа не паѓа тешко. Значи кога ви кажав, кога ќе видите деца на како доаѓаат редовно на пробите, како родителите не тука не се само од Кумано, тука од околните села доаѓаат на пробите, ги возат, ги чекаат, тогаш ти дават енергија и волја да продолжиш во тоа што си намислил. Заборавив само да го најавам и проектот кој е во припрема, мислам ние го завршуваме финална верзија. Заедно, значи културно-уметничко друштво Српска заедно со Дромот Куманово, значи прави еден проект кој ќе аплицира во подршка со ОПСЕ, кој ќе аплицира во државните институции и во австралските амбасади. Тука Елена Максимовиќ која заедно работеше со мене на овој проект да ви каже дел од активностите и самиот проект зашто е намерен. Проектот е намерен најпрво да ги зближиме малцинските заедници во Куманово, на локално ниво е проектот, бидејќи не постојат некои културни активности кои ќе доведат до нивно зближување, така да проектот за општа цел има зајакнување на младите, за да станат активни чинители во унапредување и во подобрување на меѓуетничкиот живот. Во проектот имаме зацртано неколку цели со кои ќе возможиме подобра соработка на припадниците на различни малцински заедници, потоа исто така да успееме да создадеме една поголема активност на младите за да можат сами да преземат различни иницијативи со кои ќе се подобри културниот живот во Куманово. Во новој проект таргет групата од 18 до 28 години, што е една добра граница за возраст, каде што младите ќе земат активно учество за да се подобри и односот помеѓу овие заедници, така да проектот е поделен во неколку фази. Најпрво во првата фаза имаме едно запознавање со припадниците од различни етнички заедници, а заборав да кажам дека проектот го работиме заедно со ромската организација и со поддршка на ОПСИ и Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Во првата фаза со нашите активности ќе извршиме едно кратко запознавање на членовите кои ќе бидат дел од проектот и да воспоставиме еден повисок степен на меѓукултурен диалог. Подоцна во втората фаза ќе гледаме секоја од своите заедници, односно учесниците на проектот, да можеме да изработиме различни сувенири кои што се специфични за одредена заедница. Подоцна третата фаза, која што е најбитна во овој проект, ќе сакаме да снимиме документарен филм кој што ќе опфати еден настан од животот на малцинската заедница. Ние имаме и мало искуство бидејќи имавме една мала импровизација на свадба, каде што бевме гости на свадбата на претседателот и каде што импровизиравме свадба, српска свадба со сите оние обичаи кои што се повеќе и повеќе се забораваат и кои се исфрлени, и така да во тој проект ние, се разбира другите учесници на проектот, ќе снимат еден документарен филм кој подоцна во четвртата фаза ќе го прикажеме пред поголем аудиториум, а и ќе ги искористиме претходно изработените сувенири, а секако дека и проектот ќе го завршиме со изработка на традиционални јадења и со еден заеднички коктел на сите учесници на проектот и сите тие традиционални јадења ќе може да бидат пробани од страна на посетителите. Братислав, разговараше со вашите другари, колеги, им кажуваше колку е добро ова култура, па малку физичка активност, сето тоа е добро и за здравјето на секој млад човек. Да, јас секојдневно разговарам со сите мои пријатели и непријатели што викаат луѓето и ги убедувам да дојдат, да видат, да пробаат. Посебно обрнувам пажња об дел на машкиот пол во културното друштво, во уметничко друштво фали многу голем број на машкиот пол. Многу голем проблем е тоа на денешно време, а зошто не знам. Едноставно јас им давам порака да дојдат кај нас, не мора кај нас во Срама, во Панчев пешат, да видат како е, што е и да бидат дел од тоа.
Али на оглед дека поголемиот дел од вашата генерација се физички многу неактивни, вакви активности на некој начин го почистуваат духот на младиот човек. Да, го прочистуваат духот, се разбира, преку враќање на оние традиционални ора и што ги учиме. Да, физички сме активни, што е многу добро се одразува на здравјето и се разбира интересно е што младите наместо да се сврнуваат на други активности кои можеби би биле полоши, воедно што ги учат традиционалните ора и физички се активни, со тоа и спортуваат на некој начин. Председатели, вие веројатно имате порака за младите луѓе? Па како велат, најдобар лек за се е песната и ората и играта. И повикуваме сите млади луѓе да бидат дел од нашето културно-уметничко друштво, бидејќи кажа игроците дека тоа е благодет. Да се игра во едно културно-уметничко друштво, бидејќи зошто да се занимаваат со некои други девијантни појави кои што се секојдневие низ улиците во Куманово и на секаде, да дојдат тука, бидејќи тука се одржува кондицијата, тука е дружењето меѓусобно, тука се стварат нови пријателства, па се стварат нови симпатии, се раѓаат нови љубови. Така да интересно е, значи тога во суштина ние сега станавме една поголема фамилија во културно-уметничко друштво кои се дружиме меѓу себе, така да ги проведеме сите другите. Вие сте некој начин симбиоза на младост и искуство. Па тоа е младост и искуство, посебно за помалите генерации кои младите не приближуваат се од поголемите, тука се и поголемите кои сега стана едно друштво и меѓусебно се дружат. А и убаво е и здраво што кажавте, бидејќи на секоја проба, првиот дел од пробата е кондицијата. Значи тука се вежба, се игра, се прават разни вежби за да се подигне и да одржи кондицијата и е многу здраво за самиот организам на човекот. Има често пати неколку пати имав искуство кога дојде некој на проба нерасположен, нешто дали во оценка лоша добила, дали некој студент паднал на испит или се скарале со девојка или дома во фамилиите, кога ќе дојде на проба, кога ќе трне таа цела еуфорија, музика, песна, се некако нормализира и се излегуваат уморни, меѓутоа насмејани со озарени лица од пробите. Добро, генерално сублиматно во наш разговор треба да биде дека културата ги изближува народите и придонесува за нивно поголемо запознавање меѓу себе. Веројатно ќе се сложите дека ова е и главната поента на овие културно-уметнички друштва и не само во Република Македонија, туку не секаде. Нормално. Дај Боже да имат вакви активности и друштва повеќе во Македонија, во Куманово, бидејќи тука е центарот каде се собират младите деца. Значи ние не правиме разлика од која националност. Доаѓаат тука да се дружиме, да се зближуваме, бидејќи само така можеме да изградиме нешто поубаво и нешто ново. Зошто додат на улица да се, реков, со некои други немили активности да се занимаваат, тука да дојдат на самите проби, тука ние ги гледаме, значи ние сме како едни педагози, внимаваме за нивното здравје, за нивното однесување, тука и Горан Зафировиќ како професор по музика, тука е Маки, самиот кој со години знае со деца како се работи, тука сме и ние постарите, да внимаваме на нив, така да се нас една успешна, убава и успешна приказна е културно-уметничко друштво Српски вес. Тоа што е нека културата ги зближува народите многу повеќе. Точно, да, секако дека ги зближува. Со самото тоа запознавање на различните културни вредности помеѓу народите и што едни за други си ги учат своите обичаи, се повеќе се зближуваат и се запознаваат, а со тоа и се создава некој вид на интересирање за запознавање на другите култури, па со тоа и зближување се разбира. Братиславе, исто така? Па исто така, тие двајца кажа се што треба, што е најзначено. Јас ќе се надополнам самиот кога ќе кажеме, кога ќе речеме дека одиме на некој меѓународен фестивал, тука доаѓаат културно-уметнички друштва од повеќе држави. Значи ние имавме може да се дружиме со културно-уметнички друштва од Македонија, од Србија, од Босна, од Хрватска, од Бугарија. Тука на едно место се мешаат повеќе култури, повеќе обичаи, повеќе различити мислења. Така да многу интересно, значи учиш за другата култура, а ја презентираш својата култура. Значи тоа мислам дека тоа е една од благородните и убавите работи на сега културно-уметничко друштво. Еве и за Елена до крајот прашање за Братислав е една ваша порака до вашите врсници да бидат што повеќе активни, да се занимаваат со играјорството и со другите активности без разлика на што се работи. Да, ги повикуваме сите заинтересирани да станат членови на нашето културно-уметничко друштво.
со тоа да ја запознаат нашата култура се повеќе и повеќе, се разбира не само српската, на која ставя најголем акцент, туку и на македонската. Со тоа ќе се дружиме повеќе, ќе учиме и сето тоа ќе испадне, ќе даде добар резултат за нив и за друштвото, за сите. Токму така кажа Елена, да дојдат, да видат, да се дружиме и голем поздрав до Куцрпски вес, до првиот ансамбл посебно. Така. Културата и спортот се најголеми амбасадори на една држава. Така е. Така и на народите. Јас само да ги повикам и да ги информирам граѓаните дека ние сме активни на имаме Facebook портал каде што ги објавуваме сите наши активности. Тука е YouTube каналот Куцрпски вес да ги видат сите наши активности, сите наши настапи и проби што сме ги имали, да се едуцират за да можат да дојдат да видат со што се занимаваме, па да дојдат кај нас во нашето друштво. Да се благодарам за разговорот, што бевте гости утре во нов ден. Се надевам дека за 6 месеци ќе бидете 250, можеби 300 членови. Се надеваме. Да се зголемувате и да успеете во вашата работа. Благодариме на поканата. Чест ми беше да гостуваме кај вас. Поштовани гледачи, тоа беше се во Утринска емисија Нов ден и сакувам пријатно попладне со нашата програма.